Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден и голем поздрав до сите слушатели на Радио Слободна Македонија и секако до сите слушатели на емисијата Поента, која, како што ви е вам добро познато, се емитува на фреквенциите на ова радио секој вторник од 17 до 18 часот. Во денешната емисија, како што е ред и како што секогаш досега сум правила, ќе зборувам главно за оние прашања кои што доминирале во минатата недела, меѓутоа и оние прашања кои што се од исклучително значење за македонската политичка и правна сцена. Секако се настани кои што се случувале денеска или се случувале вчера. Главниот акцент на денешната емисија секако ќе биде ставен на настанот кој што ќе се допрва следи, односно на 7 април, кога стапува на сила одлуката за само распуштање на Собранието на Република Македонија, од кој што момент започнува и периодот кога ќе следат сите оние предизборни но и изборни активности и секако финалето на тие активности закажано на 5 јуни. Во оваа емисија исто така ќе се осврнам на едно важно прашање врзано со работата на двете најголеми македонски политички партии. Секако во овој предизборен период многу е важно граѓаните да бидат целосно запознаени со политичката понуда и со политичките проекти кои што ги нудат конкурентите на политичката сцена и секако врз основа на понудата да направат вистински избор за на 5 јуни точно да знаат за кого ќе гласаат и зошто ќе гласаат за одбраниот политички субјект. Но секако во оваа емисија нужно мора да му се одвои време и на говорот што американскиот амбасадор Джейс Бейли го одржа вчера по повод 4 април, денот на НАТО алијансата. И секако прашањето кое што повторно ја разбранува македонската политичка јавност, односно би рекла констатацијата на американскиот амбасадор дека е дојдено вистинското време да се реши прашањето за спорот за името помеѓу Република Македонија и Република Грција, што повторно би рекла ја разбранува македонската јавност околу тоа зошто токму сега се потенцира ова прашање и во чиј интерес е целата таа констатација. Но да одиме со ред. Би рекла дека огромниот притисок што се прави од страна на Социјалдемократскиот сојуз, но и од страна на сите останати партии во опозицијата, меѓутоа несомнено е евидентен и притисокот што доаѓа од невладиниот сектор, пред се од невладините организации кои што се под покровителство или финансирање од страна на фондацијата Сорос, но и притисокот што доаѓа од дел од амбасадорите во Република Македонија, изборите повторно да се одложат заради тоа што, како што тие сметаат, не се исполнети условите за нивно одржување. Сепак на крајот мислам дека Република Македонија ќе спроведе избори на 5 јуни поради тоа што мора едноставно да се создадат минимум предуслови и минимум предпоставки за нормализирање на вкупната политичка, но и економска состојба во земјата, бидејќи е факт дека година и половина Република Македонија не живее во нормална политичка состојба. Факт е дека во Република Македонија многу од работите не се како што треба да бидат, како резултат на крајно нарушената правно-политичка состојба во државата, кое што, како што сите граѓани знаат, вештачки ни ја наметна опозицијата предводена од СДСМ. Навистина веќе недозволено долго време трае оваа криза, исполнета со
бројни политичко-правни абсурди, со бројни политичко-правни нелогичности, противуставни решенја, незаконски действија и така натаму. Повторно ќе кажам, се работи за една политичка состојба која што вештачки беше наметната во Република Македонија, се со цел СДСМ да дојде на власт или да се добере до власта без избори. На некој начин тие успеа, бидејќи влегоа во владата, во на влада за организирање или за спроведување на избори, меѓутоа тие сега нормално бараат повеќе, односно апетитите им се отворија и нормално дека бараат уште повеќе места без притоа да ја почитуваат изборната волја на граѓаните на Република Македонија. Сосема е јасно дека замислените ефекти на Социјалдемократскиот сојуз од оној така наречен процес на бомбардирање на македонската јавност со незаконски прислушувани телефонски разговори не се остварија. Едни беа прогнозите за паѓање на владата или за 3 дена, за 3 месеци и така натаму, друга реалност се случи. Веќе ни е добро познато дека сценариото за целосно дискредитирање на политичарите од најподржуваната партија на Република Македонија доживеа вистинско фијаско. Не успеа ниту оние политички монтирани случаи од страна на специјалното јавно обвинителство да влија драстично во намалувањето на рейтингот на ВМРО-ДПМНЕ и покрај тоа што специјалното јавно обвинителство и натаму и во предизборниот период секако посебно ќе делува како последна сламка за спас на давеникот СДСМ. И натаму ќе бидеме бомбардирани со пресконференции на кои повторно со неиздржани докази и правни факти ќе бидат ставени на тапет високите функционери само на ВМРО-ДПМНЕ, како да се тие најголемите криминалци во државата, што несомнено покажува дека овој орган е пред се политички мотивиран орган за креирање на политички монтирани случаи кои треба да ја стопат предноста на ВМРО-ДПМНЕ пред СДСМ и на тој начин, како што реков, без работа и без конкретни проекти, лидерот на СДСМ и неговата дружина да се доберат до фотелите на Илинденска без број. Секако тоа е сценарио кој што е замислено од едната страна, односно страната на Социјалдемократскиот сојуз под покровителство на одредени надворешни центри на моќ. Меѓутоа, реалноста не е само еднострана, реалноста е повеќе, би рекла, страна и факт е дека граѓаните на Република Македонија јавно го осудуваат ова сценарио се погласно и се појасно. Факт е дека ова сценарио е одамна прочитано и очигледно, но сценариото од друга страна заедно со неговите сценаристи и главни играчи ќе се бори до последен момент тоа да успее, исто како што и мнозинството граѓани во државата од друга страна ќе се борат за докажување на вистината и давање поддршка на онаа партија која најмногу се грижи за нивните интереси и потреби. Јас во неколку мои емисии имам констатирано дека во Република Македонија, конкретно во македонскиот политички блок на партии, се присутни два евидентни така наречени бренда. Едниот бренд е оној на Социјалдемократскиот сојуз, кој слободно може да се нарече бренд на криза и бренд на континуирана неизвестност и враќање на државата назад. И вториот бренд е оној на ВМРО-ДПМНЕ, кој, како што кажав, е поддржан од мнозинството граѓани во Република Македонија веќе 10 години поред. И кој е познат како бренд на развојот, односно како бренд на државниот напредок, како бренд на успешни политики и создавање на позитивна атмосфера во државата на секое поле, како бренд кој што се труди да ги задоволи граѓаните на секаков можен начин со исполнување на нивните потреби и интереси, со излегување во пресред на нивните барања, но и исто така бренд на задоволни инвеститори, бренд на развојни политики, би рекла, севкупно.
Од една страна го имаме Социјалдемократскиот сојуз, кој е секогаш свој на своето кога создава кризи. Па од тука брендот на кризите му доаѓа некако природен продолжеток на она што представува политичко действување на оваа политичка партија. Во услови на криза СДСМ најлесно се снаоѓа и најдобро се снаоѓа. Па оттаму СДСМ секогаш ќе инсистираат кризите да траат ако е можно до недоглед, бидејќи кога неизвестноста е присутна и кога се зголемува стравот меѓу граѓаните од таа неизвестност, СДСМ секогаш се јавува како клучен политички фактор со цел надминување, би рекла, на тие проблеми, бидејќи само во услови кога граѓаните се под постојана тензија, СДСМ се јавува како некој вид медијатор, односно смирувач на состојбите на терен. Па токму затоа неколкумина од оваа партиска клика, секако поддржани со росовите активисти и членови, секогаш го прифаќаат она основно мото на нивото политичко делување: колку полошо за државата, толку подобро за нашата клика, односно за нашите интереси. И едноставно бескрупулозно ја тераат оваа стратегија на криза. Јас велам, не е сапат ништо, ниту граѓани, ниту правен систем, ниту право, ниту економски систем, ниту избор на волја на граѓаните, па дури не е сапат ниту државата Република Македонија. Нив кризата едноставно ги одржува во живот и кризата ги храни. И тие само во криза може да функционираат политички, да бидат релевантен фактор на политичката сцена, кој што ќе биде консултиран, повикуван, нешто да предложи, нешто да каже, бидејќи замислете една поинаква состојба во која што себе било нормално во државата, состојба во која ВМРО ДПМН би било ставена на рад да се ги спроведува политиките и проектите што ги има ветено пред граѓаните. Замислете во една таква состојба, кој жив би се сетил на Зоран Заев и на неговата дружина, кој жив би се занимавал со нивните патетични приказни за немање на кредибилни услови за избори или некои слични такви приказни, кој воопшто едноставно би ги слушал нивните жалопојки кога на државата ќе оди на секој план и кога граѓаните ќе ги почувствуваат сите благодети од она што непречено ќе се реализира. Едноставно одговорот го знаеме сите. Никој, ама буквално никој или никому нема да му текне на оваа, би рекла, клика од редот на СДСМ да се занимава со нив. Но тука има и уште едно крупно прашање, кое што се повеќе излегува на површина, можеби и најважно во целиот овој политички период на пимплање, на отегнување, на развлекување, на дозволување ненормалното да стане нормално, неправото да царува на сметка на правото и така натаму. Целава оваа состојба, хаотична, би рекла, во правото и во политиката, ќе мора да се стави крај, би рекла, или да заврши преку враќање на суверенитетот на граѓаните и преку дозволување да се одржат изборите на 5 јуни и конечно граѓаните да се би рекла, земат правдата во свој раце преку најлегитимниот и најдемократскиот процес, а тоа се изборите, да едноставно кажат кому му го доверуваат мандатот за наредните 4 години, кому му веруваат во политиката и зошто му веруваат на тој лидер, на таа политичка партија, а не на некоја друга. По се што поминавме во политиката, по сите оние премрежја и мачнини кои што веќе верувам дека и вас ви се прекуглава, затоа што никој не сака да ја гледа својата држава падната на колена, односно да функционира вака во една хаотична состојба каде што, повторно ќе кажам, ненормалното станува нормално, а не правото станува право. Една работа останува сосема неспорна и би рекла сосема вистинита.
Во ова македонско демократско политичко делување со сета своја издеформирана и би рекла пермутирана форма, како што кажав, јасно се диференцираат две политички партии со две политички понуди на политичката сцена, така што на граѓаните ќе им биде многу лесно да одлучат за која партија или за која програма ќе гласаат, бидејќи практично и немаат некој голем избор. Факт е дека по тоа како се однесуваат политичките партии на политичката сцена, тие ќе останат запаметени не само за сегашните, туку и за сите идни генерации кои што доаѓаат. И факт е дека ние имаме на политичката сцена две политички партии од македонскиот политички блок кои што се разликуваат како север и југ, кои што се разликуваат како вода и киселина, кои се разликуваат како слобода и диктатура, кои се разликуваат како демократија и тоталитаризам. Во оваа емисија би сакала да се осврнам на брендот на развојот, бидејќи брендот на кризата многу често и многу пати до сега сум го дефинирала, анализирала и така натаму, и нема што тука многу да се докаже, односно да се допредстави, бидејќи се е јасно. Кризата е криза, како и да ја завртиш, таа е секогаш негативна појава, како и да ја завртиш, таа секогаш е спротивна на она што представува нормален интерес на обичен граѓанин. Така што и нема многу што да се зборува за овој бренд на кризата. Многу позначен за обстанокот, но и за развојот на Република Македонија како нормална демократска држава е брендот на развојот кој што го носи ВМРО-ДПМНЕ и кој што несомнено ќе биде презентиран и на овие избори преку можеби една од најдобрите политички програми кои што се подготвуваат од страна на оваа политичка партија како понуда до македонските граѓани. Секако, во рамките на таа политичка програма ќе доминираат сите оние суштествени обележи и карактеристики на политиките на ВМРО-ДПМНЕ, меѓу кои јас би ги потенцирала најважните. Секако дека брендот е развој, меѓутоа во брендот развој има уште многу други компоненти кои би сакала да ги потенцирам. Пред се, ВМРО-ДПМНЕ е динамична и партија која што е исполната со енергија. ВМРО-ДПМНЕ е асоциација на изградба, асоциација на отчетност, на одговорност, на добро срочена и секогаш осмислена политичка програма. ВМРО-ДПМНЕ е секогаш асоциација на визија за државата, на иновативност, на креативност и на уште многу други обележи и карактеристики кои може да се најдат во различни области и во различни сфери од човековото, односно општественото живење. Токму затоа, овој бренд на развојот веќе 10-та година победува на изборите, во сите досега изборни циклуси, како на локално, така и на председателско и парламентарно ниво. Едноставно, брендот на развојот е тој што успева да се наметне над сите останати брендови и да едноставно им понуди на граѓаните реалност, да им понуди на граѓаните конкретни решенија за животните проблеми. Брендот обоен со развој, стално велам дека станува алфа и омега за процесите кои што се ставени во функција на целосно национално ребрендирање на државата и воопшто не е претерано ако се каже дека ВМРО-ДПМНЕ во овие последни 10 години навистина направи национално ребрендирање на државата. Па оттаму брендот на ВМРО-ДПМНЕ е веќе бренд на Република Македонија. Тој не е само бренд на оваа политичка партија, односно на незините гласачи, поддржувачи, симпатизери и така натаму, туку овој бренд на развојот се повеќе се наметнува како бренд на Република Македонија. Овој бренд веќе си има своја траса која што е поставена, која што реков дека веќе 10 години функционира, креира политики, развива перформанси, создава ефекти и резултати, така што во таа траса која што е поставена, содржините во секоја поединечна област полека, но сигурно ги нижат националните успеси.
се почесто и се поочигледно. Република Македонија е факт дека веќе не е онаа стара постсоцијалистичка држава, која што, да кажеме, паметат постарите генерации, па и ние релативно помладите. Онаа стара држава со грди и трули зданија, со распаднати хали, со затворени фабрики, со улици што мирисаат на 19 век, со училишта на срамот, со болници на провевот, со измамени штедачи, со безперспективни земјоделци. Република Македонија веќе има свој бренд на развојот, кој што ги потисна во годините наназад сите овие стари негативни карактеристики кои што обележуваа Република Македонија и нормално создаде една нова етапа во развојот на државата. Правиме мала пауза за реклами, останете со поента. Еве неповторно во студиото зборувавме за новиот бренд на Република Македонија, кој дефинитивно е еден од најразвојниот и најпозитивниот кој што воопшто го има представено било која политичка партија на политичката сцена и секако бренд кој што создава нови позитивни резултати и позитивни успеси за цела држава. Значи, не се работи овде за интереси на еден круг членови и поддржувачи на ВМРО-ДПМН, туку едноставно се работи за бренд кој што создава перформанси, но и создава конкретни резултати за интересите на цела држава. Она што посебно е значено и за истакнување е дека Република Македонија веќе не е дестинација или држава која што туристите одлучуваат да ја заобиколат. Повеќе од 1 милион туристи минатата година ја посетиле Република Македонија, што е еден евидентен, драстичен, би рекла, скок во делот на туристичките понуди, но и посетата на странските туристи во Република Македонија, за разлика, да кажеме, од периодите во претходните години, што е исто така сериозен индикатор дека Република Македонија станува атрактивна дестинација и за странските туристи, но и за странските државјани кои што сакаат да ја видат, сакаат да ја посетат, но секако и сакаат да научат нешто за нашата држава. Република Македонија веќе не е држава во која за незината економија се зборува преку клучниот збор инфлација или спирална инфлација и не е држава која што за незината економија се зборува преку лозинката држава со највисоки даноци во светот. Напротив, брендот на ВМРО-ДПМН е како бренд на развојот, целосно ја смени представата за земјата. Брендот на развојот особено ја засили културната и уметничката промоција на земјата во светот. Брендот на развојот го подобри квалитетот на туристичките понуди на државата, но и го зголеми бројот на туристичките понуди, за разлика од порано кога единствено Охрид беше ставен на туристичката мапа како град кој што треба да се види. Сега отворете туристичката мапа, ќе видите дека буквално секој град се смета за добра локација или добра туристичка атракција која што е вредна за посетување од страна на странските туристи, што укажува на тоа дека на планот на туризмот навистина се работи многу, само нормално не може се да се види во еден краток рок, односно сите успеси да почнат да се жнеат, нели, во краток рок. Потребно е навистина да помине одредено време за да може сите ефекти и сите резултати да бидат видливи за сите граѓани на Република Македонија. Секако дека брендот на развојот отвори рекордно најголем број нови работни места, ги унапреди во голем дел здравствените услуги за граѓаните. Едноставно би рекла, брендот на развојот ја направи Република Македонија видлива пред се за незините граѓани, но и видлива за останатите во светот. Брендот на развојот посебно ги унапреди техниките и моделите на економско и финансиско менаџирање, за разлика од порано кога ни и од иновативност не се зборуваше
во економска, финансиска, но и секаква друга смисла. Сега иновативноста станува буквално главна алатка, кое што засилено ја го турка националното промовирање на економијата, но и на сите останати области на земјата во светот. Факт е дека владата на Република Македонија предводена од ВМРО ДПМНЕ во изминатата деценија создаде и реализира една мощна, тешка и комплексна програма за развој на земјата. Во неа беа вклучени огромен број на проекти или над 3500 реализирани проекти, кои укажуваат на комплексната природа на програмата, но и сложената природа на самите процеси кои што неминовно мора да се менуваат паралелно или воод со реализирањето на самите проекти, бидејќи многу од работите беа запустени, би рекла, во многу области, така што мора да се случуваат промени воод за да може да се реализираат и самите проекти. Секако во таа комплексна и сложена програма клучно место заземаше зајакнатата економска позиција на земјата, споредено например со периодот на владење на владите на СДСМ. И оттаму таа зајакната економска позиција секако дека е резултат на упорноста, на трудолюбивоста, но и на работливоста која што ја покажаа сите луѓе вклучени во тимот на владата на Република Македонија, кои секако ја зајакнаа конкурентноста на домашната економија, но и со создадоа реални перформанси за економски надпревар на нашите компании со компаниите во останатите држави пред се во регионот, но секако и пошироко. Преку бројните реализирани кампањи за подигнување на свеста на граѓаните и за нивната улога во градењето на позитивен бренд за земјата, ВМРО ДПМНЕ како ниту една друга партија во Република Македонија успеа да го подигне чувството на македонските граѓани дека и тие заедно со властите се креатори на позитивната представа за земјата. И покрај тоа што честопати СДСМ ги критикуваше рекламите кои што одеа нели во тоа и ти си Македонија, и ти си најдоброто во Македонија и така натаму, со цел да се подигне свеста кај граѓаните за тоа дека и тие учествуваат во градењето на позитивниот бренд на земјата, сепак мислам дека овие кампањи на вистина придонесоа за би рекла јасно позиционирање на граѓанинот во клучното негово место во системот и во државата, и тој труд дефинитивно се исплатеше. Тие реклами на вистина ја подигнаа свеста, но и придонесоа за би рекла менување на менталната матрица на македонските граѓани во насока на тоа дека тие се главните и суштинските заменување на условите и работата на Република Македонија како држава, како би рекла национална творба на сите. Со својот деценијски труд, но и со огромната посветеност на сите вклучени во тимот, ВМРО ДПМНЕ успеа во онаа зацртана намера Република Македонија да добие, како што кажав, сосема нов имидж, една сосема нова представа и во странство, но и меѓу самите граѓани на Република Македонија. Тој нов позитивен бренд практично и не постоеше во првите 15 години од осамостојувањето на земјата. Практично тој почна да се гради од 2006 година навака, затоа што е факт дека се што беше претходно направено беше или половично, или недодржано, или во одредени парцијални делови од системот, но вака комплексна и сложена програма и комплексни сложени проекти, како што кажав, буквално започнаа да се реализираат од 2006 година наваму, и токму тие го промовира или отворија вратата на тој нов позитивен бренд на Република Македонија. Како што кажав, новиот имидж на државата се градеше паралелно со инвестицијскиот развој на земјата. Од голема важност тука беше
засилената изградба на новата патна инфраструктура во земјата, но и отворањето на голем број авионски дестинации и авиолинии преку кои Република Македонија како држава се поврза со светот. Тука морам да направам една пауза за реклами, но и една музичка номера и потоа повторно се враќаме во емисијата Поинта. Продолжуваме понатака со новиот имидж на Република Македонија, кој што, како што кажав, се градеше во особено интензивно во оваа последна деценија, а се градеше паралелно со инвестицијскиот развој на земјата, со засилената изградба на новата патна инфраструктура во земјата, но и со засилено вклучување на македонската диаспора во внатрешните процеси на економскиот развој од една страна, како и промовирање на државата во земјите каде што македонските граѓани живеат и работат од друга страна. Значи, фокусот на новиот имидж на државата е посебно ставен на на економска промоција на државата во светот, и тоа интензивна, би рекла, храбра економска промоција која што доведе до конкретни резултати, односно до влез на огромен број на странски инвестиции во Република Македонија. Од тука сметам дека брендот на ВМРО-ДПМНЕ, кој што јас го насловив како развој, можеме да го третираме со уште едно име, затоа што тој не е само развоен бренд, туку е исто така и сенароден бренд. Токму силата на тој сенароден бренд успеа да спроведе на дело, како што кажав, над 3500 проекти кои што се реализирани во различни области и сфери во интереси за потребите на сите граѓани во Република Македонија, без разлика дали тие ги поддржуваат или не ги поддржуваат политиките на ВМРО-ДПМНЕ. Минатата емисија се осврнав на отчетот кој што го имаше оваа политичка партија неодамна, и таму поддетално ги кажав, би рекла, сите значајни проекти кои што се реализирани во овој период од 10 години. Овдека би сакала само да ги потенцирам најважните кои што се, би рекла, и клучни во изградбата на или во реализацијата на брендот на развојот. Например, изградени се 74 нови училишта и реконструирани 400 училишта кои што се несомнено инвестиции за развојот, од кои што полза ќе имаат сите македонски граѓани, а не само гласачите на ВМРО-ДПМНЕ. Исто така, отворените рекордни 150.000 нови работни места, како дефинитивно најголем успех на ова и на било која друга партија во Република Македонија, се нови работни места не само за членовите и поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ, туку нови работни места за сите граѓани на кои што тие им се потребни. Да зборуваме за инвестициите во инфраструктурата, во изградбата на локални, регионални и магистрални патишта, буквално можеме цела емисија Поинта. Меѓутоа, она што е важно е дека сите овие инвестиции во патната инфраструктура се важни за, би рекла се, од општа јавна корист и се важни за сите македонски граѓани, затоа што сите ние се возиме по тие патишта, сите ние се превезуваме по нив, без разлика на која партија или сме го дале гласот, односно која партија поддржуваме или не ја поддржуваме, и од тука и заради тоа велиме дека брендот на ВМРО-ДПМНЕ за развој е всушност сенароден бренд, затоа што ги опфаќа интересите на сите македонски граѓани без разлика на тоа каква е нивната политичка припадност или едноставно дали тие воопшто веруваат или гласаат за политичките партии или едноставно се абстиненти на изборите. Она што исто така важно е дека корист од овие инвестиции во инфраструктурата, но и во на огромна градежна експанзија која што е очигледна во Република Македонија имаме сите ние, но и сите странски туристи кои доаѓаат во Република Македонија да ја посетат. Секако тука се и странските инвеститори кои исто така се задоволни од инфраструктурата која што се гради.
Инвестициите во инфраструктурата на и оваа градежна офанзива што ја реализира ВМРО ДПМН обезбедија нови работни места за илјадници семејства чии што членови работат во овој сектор, но отворија индиректно голем број на нови работни места кои што се потребни за, би рекла, услуги кои што се поврзани со градежната офанзива. За потенцирање е едновремената изградба на 3 магистрални патишта и на 3 автопати кои се третираат за вистински градежен бум. Да подсетиме, во време на голема светска економска криза, но и голема европска финансиска криза, фактички се отвори една огромна градежна експанзија, би рекла, која што го раздвижи пазарот на трудот во земјата, но ги раздвижи сите останати пазари кои што работат благодарение на оваа градежна експанзија. И повторно сето тоа како позитива повторно е во корист на цела држава и на сите македонски граѓани. Да не ги заборавиме или да не ги запоставиме и новоизградените регионални локални патишта кои исто така треба да го олеснат животот на стотици илјади наши сограѓани кои треба побрзо и побезбедно да стигнат до своите работни места или до своите домови. Едноставно, брендот на развојот носи многу успеси на секој план и тоа е онаа добитна карта која што оваа политичка партија ВМРО ДПМН ја има секогаш во ракавот. Таа не сака да дојде на власт со помош на странски амбасадори, со помош на некакви надворешни чадори или заштитници, со помош на одредени манипулации, со помош на одредени политички трикови, фори. Едноставно, ВМРО ДПМН сака да се задржи на власт благодарение на огромната работа, труд и посветеност која што ние секојдневно ја гледаме. Видливи се сите резултати со кои што тие може да се пофалат и со кои што треба да се пофалат. Реалност за секого и за секој граѓанин во Република Македонија се позитивните проекти кои што тие ги имаат оставено зад себе и јас би рекла, освен оние кои што се навистина злонамерни и кои што немаат душа да ги пофалат и немаат срце да ги поздрават овие реални вредности кои што се во корист на сите нас, едноставно само тие злонамерни луѓе се, би рекла, луѓе кои што не може да ги пофалат и не сакаат да ги поздрават сите овие успеси. Меѓутоа, злата намера, би рекла, на секого му е јасна и покрај тоа што во крајна линија не знам што е целта или што е целата позадина, затоа што е факт дека на крајот на денот кога и злонамерниот ќе легне и ќе заспие, ќе си каже пред самиот себе да навистина ова е така, да навистина ВМРО ДПМН изгради многу, да навистина ВМРО ДПМН направи многу за државата, што и сепак некој, би рекла, успех кога се работи за позиција или став на еден злонамерник. Бидејќи како поинаку да се гледаат состојбите кога не може да се видат делата кои што се направени со една позитивна енергија и со една пофалба. Например, дека во Република Македонија живееме во држава каде што плаќаме најниски даноци не на европски континент, не на светски континент, туку на целата земјина топка. Тоа го кажуваат експерти во извештајот на Insiders. И тоа е факт, ноторен факт кој што не може никој, дури и најголемиот злонамерник, не може да го негира. Понатака, 2,6 милиарди евра странски инвестиции кои што се присутни во Република Македонија на економската сцена во овие изминати 10 години збирно, тие се дојдени во Република Македонија и тие се факт кој исто така не може да се негираат. Колку и да злонамерниците сакаат да ги дефокусираат, сакаат да ги намалат нивната вредност, 2,6 милиарди евра странски инвестиции збирно во последните 10 години се стигнати на македонско тло. И тоа е реалност. Реалност е дека се направи вистински развоен бум во економските зони. Тоа го направија
23 компании кои што работат во тие економски зони. Тие 23 компании не дојдоа во Република Македонија да инвестираат заради тоа што некој им понуди политички шпекулации, манипулации, чадори и така натаму. Не. Тие дојдоа затоа што видоа добра, позитивна бизнис клима, видоа добри даноци, како што кажа експертите од Insiders, најниски на земјава планета, видоа добра работна сила, квалитетна работна сила, многу коцки им се споја и тие одлучиле да инвестираат во Република Македонија. Многу е просто во економијата и во економската политика. Но овие 23 компании реално отворија вкупно 5300 работни места за сите македонски граѓани, без разлика дали ја поддржуваат ВМРО ДПМН или не. Примерите се навистина бројни и навистина успешни за тој што сака да ги пофали, за тој што сака да ги види објективно и на реален начин. Брендот на развојот создаде навистина една нова политичка филозофија на Република Македонија и навистина Република Македонија стана држава успешна, приказна во делот на развојот, која да не беше оној другиот брендот на кризата и брендот на постојаната и френетично наметната криза од страна на СДСМ, веројатно ќе беше запишана во книгата на најуспешно ребрендираните држави во светот. Брендот на развојот од друга страна го подигна националното достоинство на македонските граѓани. Брендот на развојот ја подигна гордоста на македонскиот граѓанин без разлика на сите овие наметнати политичко-правни состојби кои што, како што реков, се во тотално несогласно со правото и со нормалните политички принципи, меѓутоа сепак успеа да ја задржи, па дури да ја подигне гордоста на македонскиот граѓанин, да го засили патриотизмот, но и позитивниот национализам кој треба да се негува, кој е секогаш позитивен, дека е убаво и дека е вредно да се биде македонец. Тука ја правиме последната пауза од емисијата Поента и секако останете со последните минути од емисијата. За вториот брендот на кризата, навистина не би сакала да потрошам ниту уште една минута од емисијата Поента, бидејќи во многу од претходните емисии сум зборувала за причините на политичката криза, зошто токму сега, зошто токму во овој формат, кој се е вклучен во ова сценарио и слично, и од тука мислам дека не треба веќе да се зборува за вториот бренд. Но она што заслужува секако внимание е вчерашниот говор на американскиот амбасадор Джейс Бейли на конференцијата која што е, како што кажав, посветена на денот на НАТО алијансата, 4 април, нели, како ден на НАТО алијансата, на која главна тема беа предизвиците со кои што се соочува алијансата на источните и јужните граници, но и перспективите на алијансата кои ќе бидат централна тема на предстојниот самит на НАТО што ќе се одржи во Варшава оваа година во јуни месец. Интересно, ако го следевте говорот на американскиот амбасадор, зборувајќи за тие предизвици на НАТО алијансата, господинот Бели го отвори најважното прашање за македонците и за Република Македонија како држава. И во неговиот говор рече дека според неговото мислење, сега токму во овој момент е најдоброто време да го отплеткаме јазолот наречен спор за името. Цитирам. Значи, онака како што господинот Бели го презентираше својот став на вчерашната конференција. Притоа амбасадорот нагласи дека и Соединетите американски држави и Обединетите нации, но и другите пријатели се подготвени да ги помагаат напорите на властите во Република Македонија, како и напорите на Грција, од друга страна во процесот на доаѓање до решението за болниот проблем, би рекла болниот само за нас. Исто така, амбасадорот Бели ги истакна и трите области каде Соединетите американски држави ќе даде подршка за Република Македонија. Првата област е секако во нормализирање или стабилизирање на односите со Грција, се со цел
да се засилат контактите и официјалните средби меѓу представниците на двете држави и да се потпомогне или поттурне тој процес на изнаоѓање взаемно прифатливо име. Втората област е модернизација и успособување на македонската армија или прилагодување на македонската армија за потребите на НАТО алијансата. Многу интересно прашање. И третиот секако аспект или област кој што го потенцираше амбасадорот беше на тамошниот развој на демократијата и на владењето на правото во земјата. Исто така и ова трето прашање беше многу интересно, или можеби требаше да се постават некои новинарски прашања до американскиот амбасадор, со цел да се дообјасни амбасадорот што точно тоа му значи на тамошен развој на демократијата и на владењето на правото, бидејќи овие два принципа, односно и демократијата и владењето на правото, ги спомнува во контекст на потребата од одржување на фер и кредибилни избори, како што постојано нагласува Бейли. Амбасадорот во својот вчерашен говор во неколку наврати го спомна прашањето за спорот со името. Тој се наврати на декемврискиот состанок минатата година, што го имаа министрите на членките на НАТО алијансата, каде што беше препорачано Македонија и Грција да најдат заеднички прифатливо решение за спорот со името. И во тој контекст беше констатирана потребата од страна на амбасадорот на зголемување на средбите, како што кажав, меѓу амбасадорот меѓу министерот за надворешни работи на Грција и министерот за надворешни работи на Република Македонија. Тој во тој контекст ги спомна и двете средби кои што ги остварија овие два министра, едната во Атина, едната во Скопје. И во тој контекст амбасадорот не пропушти прилика да ја спомене и преземената обврска од страна на 4 лидери подписнички на договорот од Пржино, дека е потребно имплементирање на сите обврски преземени во договорот од Пржино. Значи, решението за проблемот за името како го врза вчера амбасадорот Бейли во контекст на договорот од Пржино, имплементирање на реформите на изборите и секако одржување на кредибилни и фер избори, што беше многу интересен спин или многу интересен момент на, би рекла, заокружување на обврските кои што Република Македонија ги има на некој начин преземено, тацитно или премолчено или не премолчено. Повторно амбасадорот го нагласи значењето на одржување на кредибилни или веродостојни избори во Република Македонија, го нагласи значењето на работата на специјалното јавно обвинителство, кое што не пропуштаат во ниту една изјава, на ниту една конференција или било каква друга јавен настап да едноставно се спомне работата на специјалното јавно обвинителство. Се потенцира реформите во медиумите и во другите области, и сето тоа во пакет се врза со една убава машна, дека ако сме согласни да ги имплементираме сите овие обврски, ако сме согласни со исполнување на сите обврски кои што се поставени пред нас, дека тоа ќе биде одлична можност да испратиме добра порака или позитивна порака, или како што кажа амбасадорот, стратешка порака за македонската иднина во евроинтеграциите, но и за посветеноста на Република Македонија за евроатлантските вредности, нивна примена во системот. А замислете доколку половично сме испратиле позитивни пораки, во тој случај ќе имаме спротивна порака и од НАТО алијансата и од Европската унија. Не пропушти да го потенцира тоа амбасадорот, дека тие половични преземени мерки ќе испратат спротивна порака до Република Македонија од страна на овие организации. Од друга страна, неговото обраќање имаше една лична порака до Република Македонија, или конкретно до власта во земјата. Тој порача властите веднаш да ја зграбат оваа можност, не наведувајќи при тоа на кои точно можности мисли,
значи ова се што претходно го кажав, се наши обврски кои треба да ги преземеме во овој нареден период, но за можности не спомна ниту една. Дали на можност мисли дека веднаш ќе влеземе во НАТО или дека веднаш ќе започнат преговорите за членство со Европската Унија, тој тоа не го кажа, меѓутоа дали на тоа мислеше или на кои точно можности мислеше амбасадорот Бели. Меѓутоа успеа да на некој начин се извлече и да додаде дека Република Македонија геостратешки придонесува за регионалната и глобална безбедност на Балканот. Не баре ние не знаевме, бидејќи ние постојано зборуваме дека Република Македонија е навистина епицентарот, би рекла, на регионалната и глобалната безбедност на Балканот, така што некоја новина или некоја посебна информација во врска со нашата геостратешка позиција и не беше потребно да биде посочена. Интересно е како амбасадорот Бели го разбира владењето на правото. Дали тој лично смета дека со овие преземени активности, посебно во контекст на реализирање на договорот од Пржино, кој е неговиот став? Дали тој смета дека со преземените обврски од договорот од Пржино се почитува уставно загарантираната темелна вредност на Република Македонија, владење на правото? Посебно ме интересира неговото мислење за тоа дали договорот од Пржино, формирањето на така наречената влада за спроведување на изборите, вметнување во системот на овие дополнителни министри со право на вето, изборот, самата би рекла поставеност на специјалното јавно обвинителство и начинот на кој што работи ова специјално јавно обвинителство, дали се тие навистина во согласност со владењето на правото. Навистина, може би една добра можност да амбасадорот Бели даде и своји коментари во врска со некои новинарски прашања кои би можеле да му бидат поставени во овој контекст, што според него е владење на правото, бидејќи ние секако знаеме што е владење на правото. Владењето на правото е наша уставна темелна вредност уште од 1991 година. Република Македонија е членка на Советот на Европа, така што знаеме дека владењето на правото, демократијата и човековите слободи и права се трите клучни принципи врз кои што се заснова Советот на Европа. Точно знаеме која е содржината на владењето на правото, дека тоа е заштита на начелото на законитост, на правна сигурност, забрана на арбитрерност во работата на државните органи, почитување на правдата и правичноста и редица други елементи, но е добро вака заради едно подобро запознавање со проблематиката да имаме можност и ние да поставиме прашање до господинот Бели. Со оглед дека навистина веќе отидов и преку дозволеното време, од режијата ми сугерира дека морам веќе да завршам со емисијата. Останува толку колку да кажеме дека емисијата Поента се емитува во рамките на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Професор доктор Тања Каракамишева Јовановска, како и секогаш, така и денес, беше уредник и водител на емисијата Поента. Денеска е 5 април 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. На вам ми останува само да ви посакам убав ден и секако останете среќни и задоволни до наредниот вторник во истото време. Се слушаме. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.